почитуван декан Вујовски, почитувани професори, колеги, почитувана јавност, представници на медиумите. Процесот на реформи во Република Македонија полека, но сигурно го добива својот трасиран пат до успехот. Почетокот на секоја реформа е многу важен, но уште поважен е текот на имплементацијата на секој тие реформи. На 1 ноември ова година го означивме почетокот на работата на оперативно-техничката агенција, а со тоа и функционирањето на новиот систем за следење на комуникација. И тука сме навистина сите ние горди, и јас како министер, меѓутоа и моите колеги, затоа што таа политичка волја ја реализиравме и ова е првата ефективна, ефикасна реформа која што започнува да се реализира после формирањето на владата. Во периодот кој престои ќе биде овој систем на следење на комуникација и постојана контрола, онака како што впрочем ние го предвидовме во делот од реформата, во законските прописи, и следува период во кој што ќе се оцени неговата функционалност и ефикасност. Заради тоа што за секое законско решение мора да има и период на оценка како тоа функционира, на анализа, и доколку има било каква потреба за подобрување на тој модел, тоа ќе го правиме по текст, заради тоа што ниту една реформа не е за еден ден, туку таа е жива материја која што треба да се развива, меѓутоа важно е да го направиме првиот и најзначаен чекор, кој што ни беше дел од многу извештаи на Европската комисија, меѓутоа и делот на групата од Триер. Како што најавивме минатата година, сега започнуваме со вториот чекор, што е исклучително важен за државата, односно го отвораме прашањето на реформа на безбедносно-разузнавачките служби во Република Македонија. Бидејќи едната не се исклучува со другата реформа, и ако ги немаме и двете реформи се доведеме да бидат ефикасни, тогаш само ќе говориме за реформа, а немаме да имаме ништо суштински реформирано во тој систем. Ние многу често сме навикнати да ги спроведуваме реформите само ако добиеме негативни критики. Ако некој за тоа ни даде негативни извештаи. А во суштина реформите треба да го следат текот и развојот на општествените и економските движења во секоја држава. Реформата на безбедносните служби е потикната од негативните забелешки кои што беа дадени во извештајот на комуникацијата со нашите стратешки партнери, исполнувањето на нашите стратешки цели на нашата земја како членството во НАТО и во Европската унија, а најмногу не потикна тоа што највисок степен на недоверба кај граѓаните има токму во овој дел од системот. И ако таков степен на недоверба се јавува во безбедносните служби, тоа представува сериозен проблем за една држава, па и за Република Македонија, која што има дополнително и други тешкоти од многу аспекти. Нашите стратешки цели, пристапувањето кон НАТО, да пристапите во еден од најголемите безбедносно-политички клубови, тогаш и за очекување е дека правилата мора да бидат строги и дека никаква отстапка од функционирањето по тие правила не е дозволена. И тоа е сосема разбирливо, заради тоа што само строго почитување на правилата може да гарантира одржливост и успешност на сојуз како што е НАТО алијанса. Во регионот и пошироко има многу успешни примери на добро спроведена реформа на безбедносно-разузнавачките служби и нивниот пример треба да се следи. Меѓутоа, мораме да го приспособиме на специфичностите на општествено-политичките карактеристики на нашата држава, заради тоа што ниту еден систем не е направен за да може да функционира во различни услови, во различни држави. Глобалните закани за безбедноста во светот, тие се добро познати, но
но начинот на кој тие се реализираат и се закануваат на државите доаѓаат во различни облици, заради што е неопходен и овој аналитичен пристап. Изминатиот период Управата за безбедност и контраразузнавање се обидува да го врати својот углед на професионална и релевантна служба, углед кој што, реков и на почетокот, беше многу сериозно нарушен. Но очигледно е дека се неопходни структурни промени и унапредување на методите на работа на оваа служба, бидејќи не можете да бидете ефикасни во справување со глобалните безбедностни закани и ризици, ако постојано не се работи на унапредување на начинот и методите на работа. Затоа ние формиравме меѓуресорска работна група, која треба да понуди најсоодветен модел за реформа, пред се на Управата за безбедност и контраразузнавање, но и реформа на Агенцијата за разузнавање и военото разузнавање, како и другите институции од оваа област. Ова не значи дека реформата ќе ја завршиме одеднаш за 3 месеци во целиот безбедносно-разузнавачки сектор, но ќе поставиме добри основи и добар реформски план за постепено и добро планирано реформирање. Оваа денешна дебата ја гледам токму во таа насока. Да ги споделиме размислувањата околу тоа кој модел е најсоодветен за имплементација во нашата држава и кои се предностите, а кои се недостатоците на кои треба да внимаваме со цел ефикасно да ги надминеме. Што јас очекувам од оваа реформа на безбедносните служби? Прво, да понудим добар модел за создавање на ефикасен систем за заштита на националната безбедност. Второ, да овозможи функционирање на службите согласно меѓународните стандарди и правила, при тоа штитејќи ги и гарантирајќи ги државните интереси. Трето, да овозможи службите да действуваат ослободени од политички влијанија, но и ослободени од било каква поврзаност со криминалните структури и групи, што е особено важно и што мора да биде реализирано. Да се максимизира нивната ефикасност и да се воведат современи методи на работење, преку кои ќе се зголеми нивната превентивна улога во справувањето со современите безбедностни закани. И во овој дел кој напоменува моето очекување, тука сериозно размислувам кој е методата, кои се начините, моделите, како да го реформираме размислувањето и умот, заради тоа што најмногу во Управата за безбедност и контраразузнавање треба да доживее реформа на умот. Заради тоа што сметам дека начинот на кој што досега се делува во оваа управа, начинот на кој што беа бирани кадрите, политичките влијанијата на криминалните структури, доведуваат новите кадри кои што влегуваат во Управата за безбедност и контраразузнавање да прираснат на стариот начин на раководење, на размислување во службата, и тоа ќе биде сериозен предизвик. Ние мора да одбереме добар модел кој што е добар за Република Македонија, меѓутоа да створиме и механизми како да имаме добри професионални кадри и кадри кои што можат да одолеат на предизвиците на времето во кое што се развива македонското општество. И во овој дел мислам дека сите овде присутни, меѓутоа и граѓаните ги делиме истите овие очекувања. Сакам да се заблагодарам на Факултетот за безбедност што имам можност денеска да ја организира оваа дебата, заради тоа што и во првиот сегмент, во системот на следни на комуникација, направивме дебата на Факултетот за безбедност, дебата која што беше многу корисна во процесот на реформи, и јас очекувам дека и денешната дебата ќе отвори нови перспективи, нови видици, нови решенија, нови размислувања за еден ваков систем на реформи. На крајот од причината добро е што на некој начин сите заедно сме дел од овој реформски процес. А најдобрата реформа во било кое општество е ако таа е инклузивна, ако сите заедно помогнеме, секој според своите можности, ако секој даде свој придонес и на крајот сите заедно почувствуваме дека сме направиле добра работа за иднината на оваа наша држава. Затоа ви благодарам на сите за можноста денеска да разговараме на оваа тема и очекувам дека ќе имаме
плодна дебата која што ќе даде сериозни насоки на целот на работната група за изборот на моделот. Тоа е првиот дел од оваа реформа, а очекувам дека и понатаму, после изборот на моделот, заеднички ќе можеме да ги развиеме сите потребни, правни прашања, да ги отвориме, да ги дефинираме сите правни акти, како ќе успееме да го спроведеме и да реализираме ефикасно овој модел. Благодарам на вниманието.